Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас ја права да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е 10 најконтраверзни политички изјави последните 24 години, односно изјави кои одбележа политичката сцена во тој временски период, изјави кои можеби битно влијае на политичките процеси. Може да се направат мноштво на такви селекции, мноштво на такви избори, еве го нашиот избор на тие 10 најконтраверзни политички изјави. Јас не сакам да бидам човек за еднократна употреба од било кого и од било која партија. 1992 година Петар Гошев го враќа мандатот за премиер на македонската влада после падот на владата на Клюсев со изјавата дека не е политичар за еднократна употреба. Во тоа време да се даде таква изјава од човек така позициониран, за мене беше изблик на честност, на достоинственост, на чин кој што не поаѓа од прагма и од потреба дневна Шокантно и од прагматични причини. Не беше за мене тоа шокантно и познавајќи беше очекувано. Јас со него бев 90-та година во изборите и имам мислење дека тој човек внесе доста демократични процеси во Македонија и она што се влечеше од поранешна Југославија. Петар Гошев го враќа мандатот со на легендарна изјава: "Не сум политичар за еднократна употреба." Дали тоа ги смени политичките процеси во Македонија и дали ако евентуално не се случеше тоа, ако Гошев останеше и го прифатеше мандатот и ја формираше владата, можеби Македонија ќе трнеше во еден сосема друг правец. Се согласувам со сугерирањето на ставот ваш. Јас мислам дека едно е што Петар Гошев во целото ова време до денеска покажа дека е политичар за ниедна употреба. Практички тој не е употребен ниту еднаш на политичката сцена или не се ставил во функција, еве сега така по педантно да се изразам, во тој дел. Всушност со таа изјава на Петар Гошев дека не сака да биде политичар за еднократна употреба е на цела генерација кој во тој период беше некаде на 45-50 години, кои има некои функции во поранешна Југославија, а бе се уште млади да се пензионират, како да беа трнати настанат. Па наредните 7-8 години ни Гошев, ни Топурковски, ни Камбовски, значи цела една плејада на играчи беа на некој начин маргинализирани, самите или политички маргинализирани? Па политички пред се, но и самите придонеле во случајот на Гошев со неговата честност. Тоа беше конфликт Гошев-Глигоров. Глигоров испадна победник од тој, ајде да речеме, конфликт и со Гошев и со Топурковски. Не верувам дека било само со Глигоров, сигурно било еден поширок контекст политички. Значи поширен контекст во рамки на таа партија. Најверојатно. Ке беше ли поинаква Македонија ако Гошев не го вратеше мандатот? Најверојатно. Ние сме Словени. Дојдени во 6 век на овие простори. Немаме никаква врска со Александровата цивилизација. Киро Глигоров, освен таа изјава што ќе ја прокоментирам, има уште една за мене многу силна изјава од аспект на денешните случувања, а тоа е Македонија е се што имаме. Со таа изјава станува председател. Со таа изјава станува. И го избират. Значи, имате сега две изјави кои треба кои заслужуваат еден коментар. Значи имате Македонија се што имаме и ние сме Словени. И двете изјави се точни. Значи сега што едната изјава, првата, значи ние сме Словени, што сега се ретушира тој дел од историјата и не сега се прифати. Гледате, тогаш кога е дадена таа изјава, нема никаква реакција. Да. Нема никаква критика во Македонија. Сам да кажам дека тоа ми е парадигма на тоа што се случува изминатите 10 години во Македонија. Од денес све се преоценува, све се преобликува на некој начин, све се става на една историска нова верификација. И таа изјава која помина овака што се вели пред 15 години. Да, многу го критикував овој процес во последните 9 години на владење на оваа власт и во овој момент само ќе кажам дека јас мислам од денешен аспект дека целиот тој процес на редефинирање на политиката нема да успее. Македонија е се што имаме.
Киро Глигоров ја давал на изјава ние сме Словени. Таа изјава век на преговорите со Грција, кога ние ги имаме нели тие проблеми околу името, се уште не се отварат идентитетските прашања, бидејќи тогаш Македонија стои на некои стојалишта дека ние имаме словенско потекло. Глигоров дава една таква изјава која во последните 2 или 3 години станува хит на интернет, која даваше во тоа време ние многу малку и обрнавме внимание на таа изјава, бидејќи ни беше нормално можеби врз база на некој школување што сме го имале во поранешна СФР Југославија, македонската историја и така натаму, но последните 2 или 3 години таа изјава е хит на интернет. Последните 2-3 сега. Да. Зато кажав, изјавите треба да ги земаме во предвид од аспект на моментот, тогашен, од контекстот. Да речеме и мене исто така таа изјава не ми запнала за око. Бидејќи ни изгледа нормална. Апсолутно нормална во тоа време. Сега, ако таа сега се експлоатира во ова време, во овој контекст, тоа е веќе порака нечија, злоупотреба нечија, манипулација нечија. А во политиката често сме подложни на манипулации. И ја гледам од аспект на нечија манипулација ако сега се употребува. Гледате, господин Митановски, колку една изјава дадена во еден временски контекст има едно значење, а во втор временски контекст има сосема друго значење. Затоа што е манипулација и злоупотреба надвор од тогашниот контекст. Гледате, и во овие 5 или 6 години колку е сменето македонското јавно мислење. Значи тоа што сме го примале како нешто нормално 93-4 година, денес го примаме како некое тешко предавство на македонските интереси. Ево зошто. Во тоа време сите тие силни изјави, 15 септември, не ме оставајте сами, така натаму, имале страшен одјек, биле локомотива да повлечат по себе, затоа што во тоа време ние ја немавме сегашната партиска кампања или владина кампања која трае 24 сати, веднаш по изборите, од избори до избори. И сега вие велите дека е менато гласачкото тело, јавното мислење, и тие изјави сега го немаат тоа политичко ехо, таа политичка моќ, таа политичка предводливост и така натаму, затоа што сега луѓето се 24 сати бомбардирани. И затоа е променето мислењето на народот и јавното мислење. На 15 септември народот ќе ја земе судбината во своји раце. На 15 септември овој народ ќе прослави, ќе обнами една голема победа, победа за Македонија. На 15 септември народот ќе земе судбината во своји раце. Значи имало многу избори, и парламентарни, и председателски, и локални. Ниту едни избори немат останато и ниту една изјава од изборна кампања нема останато во меморијата на македонските граѓани кој таа на 15 септември народот ќе земе судбината во своите раце. Никој не добил ни таква поддршка досега на парламентарни избори. Јас сум бил соработник со Бранко. Често пишувам, дури има и во мојата книга има на одломка, далечен со СДСМ, близок со Бранко, се додека близок. Јас Бранко го знам како заговорник на силни зборови. Некој пат ги погодува, некој пат не. Мислам дека тогаш со тоа погоди. Таа парола, изборна, го донесе на власт, го донесе до победа. Македонијо, нека ти е честита победата. Биди горда на својот народ. Таа изјава го донесе на власт, меѓутоа таа изјава му одбележа кариерата понатаму. Преголемите очекувања можеби роди и преголеми разочарувања, знаете, таа изјава остана силно жигосана, ќе ја земи народот судбината во своји раце. Вообичаено се вели дека не се добри лесно ветените брзини. Значи изјавата беше добра, имаше политички ефект, пак викам во контекст на тоа време, онака како што го започнавме на разговорот, но може би од аспект на ветувањата и очекувањата на народот, некои работи беа затаени и имаа негативен ефект на крајот. На почетокот беше силна изјава.
Може ли да го демистифицирате изразот разумен компромис, што постојано го користите како начин на решавање на проблемот со Грција? Разумен компромис е разумен компромис. Што значи разумен компромис? Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. Тоа значи дека треба да го смениме ние името? А веројатно како новинар треба да знаете за што станува збор во преговорите. Ја не можам да ви објаснувам сега. Се сеќавате на изјава разумен компромис е разумен компромис. Веројатно има многу изјави во македонската политика, ама како на таа изјава што се има смеено јавноста, веројатно нема во изминатите 20-24 години. Знаете како, ќе направам една паралела со Заев. Пак тука има нешто неискуство, но и народот вика нема звезда. Звезда нема самата личност. Кога ќе ги прашате студентите на професор Иванов, тие ќе ви кажат перфектен педагог. Јас сум имал искуство исто со него, кога сум правел, кога бев уште во Радио Охрид, правев некои проекти и ми се чини дека и самиот сум го канел на некои проекти, се сеќавам во Метропол, заедно со Ферид Мухич, ми се чини, доаѓаше како експерт да говори на проекти што самиот јас сум ги обезбедувал пред меѓународни институции и така натаму, и таму бил одличен. Во овој дел мислам дека не само со таа изјава, сега како шеф на држава, председателот е исто така доста невнимателен. Не можам да направам корелација измеѓу она што тој е педагог и професор универзитетски и она што го дава како изјава како шеф на држава, и често сум рекол дека подобро е да одмолчува него да кажува работи кои што после ќе му се влечкаат како опашки. Значи побоа да молчи ќе има повисок рейтинг. Мислам да. Кога станува збор за него, мислам да. Треба да е крајно внимателен. Тука беше она изјава. Многу демократија, разумен компромис, разумен компромис. Многу изјави, многу. Си намигна со Барак Обама и така. Тоа е веќе над сите очекувања. Значи висока продуктивност. Значи тоа е над не се видовне, ама си намигнавне, тоа е веќе тоа дури и да не е шеф на држава, на било кое политичко ниво да е, не треба така. И самото подсетување на таа изјава ќе вас смеење предизвикува. Предизвикува смеење ке публиката, предизвикува смеење ке сите оние кои на некој начин ја следат политиката во Македонија. Кои другите изјави ќе направите одредена политичка анализа што би се случило, зашто се даде. А овде првата реакција е смеење на затоа што сите 5 години на Ѓорѓи Иванов поминаа така бледо, без суштина, без месо. Знаете, сега кога ќе го видите еднаш да каже нешто као по некои прашања надворешно политички, кој ќе му дозволат нешто, кој ќе му дозволат или не сакајќи ќе се најде во ситуација да одговара на прашања, сериозни прашања за сериозни теми, гледате како човекот дека не се снаоѓа во тие. Разумен компромис е разумен компромис. Знаете, тешко може се направи да се издвои една изјава на Ѓорѓи Иванов, пошто таму е конкуренцијата стравична. Разумен компромис е разумен компромис, знаете. Тоа го отсликува неговиот начин на владење. Човекот кој беше омилен кај новинарите како професор на правниот факултет, кој секојаш имаше виспрени, доста интересни политички изјави, не се снајде најдобро во председателската функција. Дури беше и проблем на коалицирањето помеѓу ВМРО и помеѓу ДУИ. Со серија на вакви изјави, без малку и си го уништи рейтингот како председател на држава. Мораше да се закачи за Никола Груевски за ВМРО ДПМН, за да го добие вториот мандат. Исто и како изјавата за 15 септември на Бранко Црвенковски. И ова е многу точна изјава според мене. И на крај ќе има разумен компромис и ќе го потпише тој што изјавил тоа. Во неговиот мандат ќе го има разумниот компромис со Грција и веројатно тој ќе биде човекот што ќе го менаџира тој процес, така да тој не погрешил во изјавата. Сега да кажете дека визионерски, па да, од незнаење и од одредена политичка неспретност. Може би сакам да мислам дека е тоа визионерски кажана изјава. Јас тврдам дека во овие 5 години нов мандат на председателот ќе се отелотвори во стварноста неговата изјава за разумен компромис. И кога се дружите со нив, велат, вие сте мекиве, вие заборавате. Вие ќе одмине времето и ќе видите пак исти ве знаеме. Да им кажете исто така, беше Заев, апсени од Заев.
живи луѓе има да јадеме после. Може да се ослободи Зоран Заев од таа изјава ќе јадеме живи деца? Дали живи деца или живи луѓе, бе не се сеќам, не е ни битно тоа. Нешто- Мислам дека нешто- тоа беше нешто да се јаде, да. било што. Она што е битно во целава приказна е тоа дека тоа ми беше прилично несмасна изјава доколку ја дал, иако после тоа имаше дека е вадена од контекст, не било така, не било вака, како што бидува обичај кај на сите политичари. После тоа генерално не е само Заев, сите се ваѓаат нешто од контекст. Иако е тоа кажано јасно, мислам дека таа еве ден денеска и после колку после 4-5 години низ Скопје ги гледаме билбордите платени со наши пари, со лого на ВМРО ДПМН, каде што не ги враќаат изјавите на Заев од 2008, 2010, 2011 во зависност од Доста несмасни изјави. Да, доста несмасни изјави. Ќе јадеме живи деца. Тоа е изјава на Зоран Заев 2010 година. До тогаш Зоран Заев се доживуваше како голден бој, како златно дете, кој е во Струмица, кој прави само добри работи, асфалтира, поправа, гради во Струмица, ја прави Струмица еден убав македонски град. Ја дава таа изјава во Валандово некаде ноември-декември 2010 година. Ја одбележува ли политичката кариера на Зоран Заев таа изјава, ќе јадеме живи деца? Зоран Заев навистина е добро момче. Кога јас бев пратеник, кога ќе станеше збор за Охрид. Јас уште тогаш имав критички забелешки за Охрид и тогаш бевме на спротивна страна со Цветанка, неговата пријателка од Струмица, и јас се ги велев лесно тие тебе со Зоран. Но прашај ме мене како ми е во Охрид. Значи, Зоран Заев и денеска е добро момче, но јас мислам дека е наивно момче за ваква политика жестока. Тој би бил добар за Шведска, но дека мора да биде повнимателен, бидејќи не е само таа изјава после која му ја газа топашката, него имаше и после други. Тоа со Куманово ми се чини така, но телефонски разговор беше. Со Крија Паланка. Не знам, нешто се спомнуваше, ќе војуваме и така натаму. Ке се пука. Така, мислам дека треба да е внимателен, затоа што сега се гледа, се знае, се снима, нема ништо скриено. Живееме во еден нов контекст на време и на техника и тој мора да е многу повнимателен, затоа што не само што е ранлив по своите лесни изјави, невнимателност или наивност, јас кога пишувам дека е наивен, туку е ранлив и по тоа што тој не може да се ограничи само како градоначалник, бидејќи со парите се врзуваат и бизниси, и тука на СДСМ му е многу тешко кога ќе удри на ВМРО ДПМН да добие многу сличен одговор. Значи по тие две нишки тој мора да е многу внимателен затоа што е доста ранлив. Дали таа изјава му остави еден траен белег на политичката кариера на Зоран Заев? Види, кога станува збор за Зоран Заев, не само таа изјава, неколку изјави ќе остават траен белег кај неговото политичко делување. Точно, тоа е една несрекна изјава за која веројатно може би бил и ставен во таков филм да мора да ја каже таа изјава, тоа е политичко неискуство пред се во тој дел. Меѓутоа, токму тоа е тоа што потоа му ги врзува раците да го направи. Два момента кај Зоран Заев се важни што не може да отвори фронт со Бранко Црвенковски. Прво, аболицијата што му ја даде Бранко Црвенковски. Значи, вистински лидер кој не направил проблем, ако има намера да ја преземе партијата, знаете, председател не се станува преку ноќ. Или да сонувате да станете председател, па ќе отидете секи си го купите вашето председателско место во партијата. Председател се станува со визија, значи морате да имате визијата 4 години пред 5 години да сонувате, да го отсонувате моментот за Македонија, за СД, за така натаму. И во таква една варијанта, вашите изјави, вашите потези во јавноста ги градите адекватно на вашето работење. Значи, вие ако сте работеле чисто, не сте требале да дозволите аболиција. Значи, таа аболиција што дошла од Бранко Црвенковски, ако било чисто, се требало да биде одбиена. Зошто не се отишло во процес судски за разресничена ситуацијата, за судот да докаже дека е тоа така? Значи, само малце ќе прекинам, знаете, сега имаме ситуација со 34 пратеници. Да. Тезата на СДСМ е ќе ја тестираме независноста на судството. Ќе поднесеме преставка пред управен суд, ние ово го снимаме некаде четврток, петок, до вторник ќе видиме што ќе се случи во целата таа ситуација, но поентата и тезата главна е ние ќе тестираме независноста на судовите во рамки на Република Македонија. Ќе тестираме независноста во однос на Македонска банка и така натаму и така натаму.
А зошто не тестираше независноста во случајот кога тој беше аболиран? Што тогаш не Тоа е одговорот. тестираше Тоа ја независноста? јаде кредибилноста на идниот лидер на СДС. Во тоа време тој е идниот лидер на СДС. Тој ја изеде кредибилноста кај јавноста. Јавноста не пие нафта. Од друга страна, му дава едно неприкосновено право Црвенковски и неговата екипа цело време да велат дека тој е аболициран лидер. Трето, ја отсликува неговата позиција дека технологијата на владење што тој ја критикува во пресконференции секој ден, во суштина ја практикувал на теренот. Зиков, ќе се најде некој кој Мендух Тачи. Црвенковски претпоставам дека нема да оди во тој филм на Мендух Тачи, но кога еднаш можеби ќе се реши да пише мемоари или можеби порано, кој ќе ги изваи пораките кои се праќани пред аболирањето на Зоран Заев. Тогаш веројатно јавноста ќе дознае многу работи за тоа што се случувало во СДСМ. Тоа и тоа дава одговор на прашањето зошто Зоран Заев не може да отвори фронт против Бранко Црвенковски, туку напротив вели тој ми е мене политички ментор и ќе остане долго време политички ментор мој во кабинетот. Тука нека да преме мала пауза за реклами, се враќаме веднаш после рекламите со вториот дел на нашата емисија. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Кожувчанка и синалко ви најавуваат поинаква наградна прогноза. Купи кожувчанка изворска синалко или синета од литро и половина. Испрати го кодот и очекувај поволни услови за многу награди, телевизори, таблети, 2 Toyota Aygo, новата Toyota Corolla и многу други. Провери на kojuvčanka.mk. Ова е срам за меѓународната заедница. Никој од вас не прашува кои се проблемите на оваа влада и на оваа држава. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска и ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. Пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. Балканот познава човек изјави. Милошевиќ, например, беше никој не сме да вас бие. Црвенковски вели земете ги бегалците, однесете ги. Со една изјава се врти политичката сцена или кариера на некој човек. Па да, мислам, тоа видите, тоа се случува претпоставам во држави како во Балканот, како кај нас, во Македонија, во Србија, можеби Косово, не знам, некој Босна и така натаму. За тоа на запад во држави кај што е развиена демократијата, тоа можеби таа изјава ќе биде запаметена понешто, меѓутоа не е далеку од тоа дека со тоа ќе ве лансираат во пак ќе станеш канцелар или премиер на Велика Британија или претседател на Франција со една таква изјава. Тоа се елементи кои се типични за нас, од кои после тоа се прави култ на личноста и така натаму. Го нарекува човек изјава. Бев и јасно таа пресконференција. Да, го нарекува човек изјава после таа пресконференција и дека тоа всушност било пресудно до Стадимовска да го исфорсира да биде кандидат за председател на државата, а да биде елиминиран Васил Топурковски, кој наводно имал џентлменски договор со Лјупчо Ѓорѓевски. Знаете што, кога имате цел кој да биде председател на Република Македонија, вие се ќе направите за да тоа така изгледа. И би било срамота да не направите, а да очекувате да биде тој председател. Значи, сите потези што се правеле околу Борис Трајковски во тоа време, се потези во правец на тоа да тој стане председател. Борис Трајковски, 99-та година, заменик министар за надворешни работи, има пресконференција во Скопје, тогаш е бегалската криза, ја дава таа изјава: ако сакате, можете да пратите
50 или 100 авиони, да ги земите бегалците и да ги однесете во Шведска. Човек изјава го нарекува. Меѓутоа, после таа изјава почнува звездената кариера на Борис Трајковски. Кажав, некој има еден српски поет вика уби ме прејака реч, Милковиќ. Значи, некој пат силниот збор може да те убие. Како тоа што истиот Борис го кажа во Охрид дека ќе прави некропола. Но, веќе ја коментиравме таа изјава. Таа изјава имаше голем придонес во неговата афирмација како можен, како иден политичар. Тоа го направи беше многу силна. Тоа го направи претседател на држава? Мислам дека го направи. Ако не го направи претседател на држава, него го стави во луѓето за кои се зборува, луѓето кои што се можни, сигурно тие подоцна кои што го предложиле за таа функција, најверојатно оттаму и тргнале. Доста Димовска вела дека ја завршила најголем дел од работата околу промоцијата на Борис Трајковски како претседателски кандидат во редовите на ВМРО ДПМН. Јас и пред смртта со Доста Димовска сум разговарал на таа тема, сум разговарал со Лјупчо Ѓорѓевски и двајцата не криеа дека едноставно кога веќе беше направен таков амбиент, тешко било да не се игра на Борис Трајковски. Јас исто така мислам дека Доста Димовска има клучна улога тука и она што подоцна се случуваше до оставката на Димовска во владата, ставено во контекст на условно да речеме освестувањето на Лјупчо Ѓорѓевски со тој чин, говори дека таа имала свој придонес и конечно јас кога отидов во владата како директор на Агенцијата за информации, но кога ми беше дадена доверба да ја водам канцеларијата за односи со јавност и ми беше дадена една канцеларија таму. Тоа беше канцеларијата на Доста Димовска и на компјутерот јас ја најдов оставката на Доста Димовска до Лјупчо Ѓорѓевски и од оставката исто така може доста работи да се прочитаат. Никола, ќе ти објаснам како можам да се изборам Македонија за 6 месеци да добие датум за преговори од Европската Унија. За да ти откријам тајната, ќе мора да излезеш на јавен дуел со мене. Биди јунак, како што велиш дека си, и немој да бегаш од женски фустан. Се покажа дека можеби не погоди таа изјава, бидејќи тоа беше најголемиот пораз на СДСМ во неговата историја. Не знам дали кампањата на СДСМ тогаш баш играше многу улога околу поразот, имајќи предвид фактот дека тие избори 2008 дојдоа после Букурешт, каде што имаше една тотална наелектризирана ситуација околу дека името не го даваме, ние сме македонци така натаму и на тој бран Груевски ги доби изборите. Стратегијата на СДСМ беше промашена во смисол за 6 месеци ќе го решиме проблемот и ќе станеме членки на НАТО. И кампањата околу тоа не се плаша од женска сукња и оној спотот што беше во контекст на тоа дека од 2006 кога дојде за премиерот не се појави на ниедна дебата. И предпоставам се да се сакаше да го испровоцира дека се плаши од жени. Меѓутоа тие си има не е дека кај тоа па со тоа ќе го разбудиш машкоста кај Груевски па сега ќе ти покажаме дали се плашам или не, него тоа е стратегија. Еве ден денеска трае 2014, сме он не се појавил на ниедна дебата. Мислите дека ова изјава на Шекеринска е поприлично нестрекна изјава, таа подосна убедливо, да не речам драматично, да не речам катастрофално губи од Никола Груевски. Јас понекогаш во шега велам дека Радмила Шекеринска можеби треба да биде кандидирана за Нобелова награда за мир, бидејќи изминатите 5-16 години никого не успела да победи во непосредни избори на политичката сцена. Факт, значи таа не успеа во ниту едни избори да победи. Колку во тоа е самата, незиниот концепт на владење проблем, јас пак ќе кажам, СДС страда цело време од една поширок проблем, а тоа е таа внатре некохезивност, отсутство на кохезија кај луѓето, немање консензус на тоа што како треба да се владее во канцеларија, додека сте заедно, сите се хомогени, кога излезат веќе во ходникот, секој на секого ножот во грб му го има забиено. Радмила Шекеринска 2008 година ја води кампањата Никола не се плаши од женска сукња. И најтежок пораз на опозицијата или на СДСМ во овие 24 години. Знаете што?
пак ќе се вратам на тоа дека силните зборови воздигнуваат, но и убиваат. Мислите погрешна беше ова изјава? Беше погрешна, ќе ви кажам зошто. Треба да тргнеме од тоа на што асоцираше. Таква изјава даде и бившиот градоначалник во Охрид, ако се сеќавате, ево да не речам сексистичка, може да кажем така? Може, зашто да не. Ево, значи знаеш на што јас асоцирам и тоа беше примено од целата јавност со згрозување. Мислам дека и Радмила Шеќеринска ја дала таа изјава во таа смисла, да упати некаква порака за некакви муабети што се кажува во Македонија, за некакви ориентации, не политички други. Мислам, се разбирам. И од тој аспект таа изјава е штетна. И дека добар дел од популацијата, ајде да не кажам сега условно, која популација? Ево да кажеме геј популација.